Ботаничката градина во Скопје е зелена оаза што се наоѓа овде во срцето на главниот град и место каде што се спојуваат науката со љубовта кон природата. За значењето на оваа ботаничка градина утрово разговараме со професор Рената Кјуштеревска, раководител на Институтот за биологија. Професор, ке ви благодарам што ги отворивте вратите на ботаничката градина за македонската телевизија. Оваа градина е основана во 1951 година и веќе постои 74 години. Зошто оваа ботаничка градина е важна и што нуди за посетителите, но и студентите на Институтот за биологија и на Природно-математичкиот факултет? Добро утро. Благодарам прво на поканата еве да гостуваме во вашата емисија. Добре дојдовте и вие во ботаничката градина. Како што рековте, веќе скоро 75 години обстојува ботаничката градина и во овој период со различен интензитет се реализирани активностите. Можам да кажам моментално дека успешно се реализираат 4 активности кои што се битни за функционирање на секоја ботаничка градина, а тоа е рекреативната за посетителите, едукативната за учениците, научно-истражувачката и заштитарската улога за растенијата и биодиверзитетот. Професор, ке кажете ми кои растенија ги имаме во ботаничката градина овде во Скопје? Над 1000 отприлика растенија, затоа што во изминатиот период од самиот почеток носени се растенија прво алохтони, тоа се нетипични за оваа флора, значи не само за Македонија, туку и за поширокиот простор, за Балканскиот полуостров, за Европа, носени со други континенти, како секвоја дендрон, гинко билоба и многу други интересни за посетителите, што не може да ги сретнат во нашава околина. Меѓутоа, од мој аспект, па најинтересни се ендемичните растенија. Растенијата токму по кои што се карактеризира македонската флора, распространети само на мал локалитет. Колку е важна оваа ботаничка градина, споменавме и во научната дејност. Што прават студентите тука, дали вршат истражување во ботаничката градина? Па студентите повеќе се educираат, значи научната дејност е повеќе за вработените, за магистрантите, докторантите, додека пак за самите студенти, посебно насоката нутриционизам, имаат можност да се запознаат со лековите ароматични зачински растенија, како тие се применуваат во секојдневието, како да ги одгледуваат и така натаму. И исто така и значајна и за учениците кои што не посетуваат. Значи организираме работилници кои што се наменети за сечија возраст, почнувајќи од најмалите, од градинките каде што изработуваат оригами, основците каде што покриваат содржини од наставата кои што не можат во училиштата бидејќи немаат доволно материјали, капацитети, се до средношколците за кои што е малку потешко да се одлече вниманието, бидејќи имаат многу други интереси, меѓутоа имаме направено работилници за изработка на различни мелеми, балзами и слично нешто, па и на нив успеваме да им го привлечеме вниманието. Отворена е за јавноста градината за посети? За посети, чисто онака да прошетаат, бидејќи не е ни оградена, може секој. Меѓутоа, за да може едукативно нешто или да им се раскаже, треба да биде најавена најчесто група и се најавуваат во ботаничката на Природно-математички факултет, тогаш организираме, може би и специјализирано надвор од она што е предвидено. Например, имаше едукативна работилница за повозрастни луѓе за правење на урбани градини, она што рековте во оваа урбана џунгла, да се направи зеленило дали на тераса, дали во рамки на дворот и беа едуцирани за тоа. Професорке, во вашата градина има и специјален простор заштита, така наречен екс-ситу колекција, што значи тоа е колку е важно за зачувување на биодиверзитетот во Македонија? Па мал вово, значи освен екс-ситу има и ин-ситу. Ин-ситу е кога доколку прети некаква опасност на растенијето на подрачјето каде што се развива, тогаш се превземаат активности да се елиминираат тие опасности, најчесто се од антропогено влијание. Екс-ситу е кога се преземаат такви активности, каде што, например, изградба на патиште или слично нешто, каде што може да се уништи локалитетот, тогаш се земаат растенијата како свеж материјал, се носат тука, се аклиматизираат од причини, например, да се обезбедат соодветни услови, подлога и слично нешто, и кога ќе се елиминираат опасностите, се врши реинтродукција, се враќа растенијето на тоа подрачје и дополнително може да се собере семенски материјал, па истиот да се расее и да се зголеми популацијата. Значи таа е една можеби од најважните функции на ботаничката градина, да се зачува биодиверзитетот, како што рековте. И професорке, за крај на нашиот разговор, тешко ли е да се одржува оваа градина и кои се следните планови за развој на оваа градина во Скопје?
Има многу предизвици. Најголемиот проблем е можеби човечкиот капацитет. Бидејќи во некои оптимални услови ботаничката работеле дури 21 вработен. Моментално сме сведени само на тројца. Голема е површината, 11 хектари, физички истата не може да се одржува, меѓутоа благодарение на другите вработени еве успеваме некако. Доста проекти имаме. Јас би издвоила само два актуелни сега. Например, едниот е каде што ботаничката е дел од така наречена мрежа за искуствено учење, проект кој што е поддржан од УНИЦЕФ и од шведската агенција СИДА, и во рамки на неа успешно реализираме бројни работилници за нешто што е актуелно, квалитетот на воздухот, за фотосинтеза, размножувањето на растенијата. Исто така едуцираме и наставници за да поуспешно реализираат практична настава. Уште еден настан ќе издвојам. Значи во рамки на тој проект кој што го реализиравме со општината Газибаба, со која што имам успешна соработка, имавме отворен ден на ботаничката градина на 1 ноември, каде што имаше бројни посетители, значи бидејќи беше за викенд, 300 родители со дечиња не посетија, и она кое што би го издвоила од тој ден, имавме дрво на желби, каде што дечињата беа многу инспирирани, креативни, убави пораки даваа за природата, и таа нивна креативност не мотивира да продолжиме со мисијата на ботаничката градина. Професор, ке ви благодарам што утрово бевте дел од Македонија наутро и што ни ја објаснивте ботаничката градина и нејзината функција. Благодарам јас, ве очекуваме од следна прилика кога ќе имаме нови активности. Утрово разговаравме со професор Рената Кјуштеревска, раководител на Институтот за биологија, а ботаничката градина или оваа зелена оаза во Скопје се наоѓа на природно-математичкиот факултет позади општина Газибаба, навистина пријатно и убаво место кое вреди да биде посетено. Ване?